Благодарам на сите за присуството. Почитувани, денес се одржа седница на Централниот комитет на ВМРО-ДПМН овде во Прилеп, на кој се разговараше за тешката економска и политичка состојба. ВМРО-ДПМН смета дека оваа влада ја донесе државата во девастирачка состојба, каде најглавните проблеми на граѓаните се инфлација, растечка сиромаштија, скапата струја, ниските плати и лошиот стандард. Не помалку сложена е ситуацијата и на политички план. Владата, создавајќи го проблемот со Бугарија, државата ја втурна во ќорсокак, без надеж за напредок на евроинтеграциите. Нема интеграција, но има условувања и откажувања од идентитетот кои се туркаат на мала врата. Токму поради ова, Централниот комитет на ВМРО-ДПМН усвои две главни барања како одговор на политичката и економската криза. Првото барање – организирање на предвремени парламентарни избори најдоцна до пролет 2023 година, како единствен излез од економската и политичката криза и поддршка на Централниот комитет на пратеничката група на ВМРО-ДПМН во ставот за неприфаќање на промена на уставот по диктат на Бугарија. Второто барање се итно усвојување на нашите предлози кои се однесуваат за закрепнување на економијата, стандардот и општественото живење, а чии предлози се наоѓаат во собрание во форма на предложени амандмански решенија за новиот буџет. Овој пакет од над 10 мерки значи интервентна поддршка на економијата. Бараме, по број 1, одложување на зголемување на даноците преку одложување на предвиденото прогресивно оданочување кој треба да започне од 1.1.2023 година. Број 2. Спречување на зголемување на цената на струјата за домаќинствата и бизнисот преку одложување на предвиденото зголемување на ДДВ за струја од 5 на 10%. Воведување на викенд без ДДВ до крај на кризната состојба. Поддршка на домашните компании преку намалување на акцизата за течни горива. Парична помош на учениците основно и средно образование од семејствата со месечни примања помали од просечната плата. Субвенции за зголемување на висината на студентскиот оброк од 120 на 160 денари. Реконструкција на студентски домови. Набавка за нова медицинска опрема на јавните здравствени установи. Зголемување на буџетот за набавка на инсулин. Зголемена капацитација на бодовите за матични лекари, стоматолози и гинеколози. Сосема е јасно дека со оваа влада Македонија тоне. Потребни се промени кои ќе обезбедат иднина. Бараме сериозен пристап и сериозен одговор од власт. Благодарам, доколку имате прашања, повелете. Што ако не ви ги прифата барање? Ако има малце рацио, да, благодарам на прашањето. Ако има малку рацио во оваа власт и ако добро ги следи сите изјави, пресови, дали се тоа на потпаролите, дали се на раководството на партијата, во сите овие изминати години ќе видат дека сите предлози на ВМРО-ДПМН се добри. Се добри за напредок на државата. Они може да бегаат колку сакаат од реалноста, на жал. Реалноста е тешка во Република Македонија. Затоа уште еднаш, еве да не велиме дека ќе ги одбијат. Први рациото нека преовладува, да го видиме нивниот одговор, а секој ВМРО-ДПМН ќе продолжи по својата патека и по својата цел, а тоа е како да стигнеме побрзо до предвремени избори, за да има подобра економија, за да има подобар живот и на крајот граѓаните да имаат една нова надеж. Зашто баш Прилеп беше избран за да се одржи овој Централен комитет и да се изнесат овие барања? Благодарам. Значи ние се договараме како стратешки вака како Централен комитет да започнеме да идеме во секој град и да бидеме малце поразлични, да биде само во Скопје. Минатиот беше во Велес, сега сме во Прилеп, следниот претпоставувам ќе биде во друг и мислам дека е убаво вака што доаѓаме во Прилеп и да ве видиме и вас тука во Прилеп, но и се разбира Македонија за сите луѓе. Уште едно прашање, како ја коментирате можноста за влез на Алијанса на властите во влада? Видете, јас имав едно интервју, спомнав пред некој ден. Многу мислам дека, ќе го кажам пред моето лично мислење, дека лошо е кога албанските опозицијски партии мислат дека со влезот во владата ќе си го кренат својот рейтинг. Забораваат една клучна работа, а тоа што е? Дека на претходните избори се натпреварува како да го победат Дуи, а сега влегуваат во брак со нив. Но сепак ова се уште не е реалност. Да почекаме да видиме дали ќе се договорат. Јас мислам дека добро е за нив да си останат опозиција ако сакаат некогаш да го победат Дуи или сите оние други партии што се во власт. Но тоа е нивна работа и да оставиме тие партии сами да се одлучуваат.